А сега веќе време да го напуштиме студиото. Ирена, имаме ова утро на линк да ни најави едно многу интересно бостание. Не востание, бостание. Добро слушнавте, но многу повеќе ќе слушнете од Ирена и нејзиниот соговорник. Ирена, добро утро. Добро утро, Искра, до тебе. Добро утро, почитувани. Ова утро се јавуваме од паркот во Ново Лисиче, од пред општествената градина насловена како Бостание. Има убаво и интересно име на вистина, зашто е тоа така, ќе ни каже нашиот соговорник. Имено тука сме, бидејќи во сабота на 20 септември од 14 до 22 часот ќе се случува микрофестивал Бостание, градини на заедништво. Разговараме со Димитар Самарџиев, кој што е организатор, еден од организаторите на микрофестивалот и кој што ни доаѓа од Сдруженијето Зелената арка. Димитар, добро утро. Благодарам што ова утро ја отвори портата на општествената градина Бостание. Имате убав, интересен настан кој што ќе се случува во сабота. Па ајде да го најавиме што ќе се случува, што ќе биде на агендата овие 8 часа, од 14 до 22 часа. Да, сабота на 20 септември, тука во градината Бостание ќе одржиме еден микрофестивал, исто така наречен Бостание, или со тема градини на заедништвото. Почнуваме од 2 часот попладне. Во рамките на тој микрофестивал има неколку работилници посветени пред се на градинарски вештини и теми поврзани со заштитата на животната средина. Освен тие работилници, ќе има и изложба. Таа изложба е од студентите во втора година, од генерацијата 2022-2023 на архитектонскиот факултет, при што во нивното студио 300 вика тој предмет, го третираат околина, пределот блиску околу градината и градината дел од тоа, па нивните проекти ќе бидат изложени. Имам исто така и богата музичка програма, разновидна. Може да споменеме дел од учесниците? Секако, да, тие се навистина квалитетни музичари, како например Јордан Костов квартет, кој е светски познат музичар, се занимава со джез претежно во тие рамки, и секако Чалгија Sound System, затоа што сметаме дека таа музика би била соодветна за една ваква пригода. Веројатно ќе има и некоја песна која е посветена на градинарството или третира некака таква тема. Значи ќе има интересна програма од 8 часа во сабота од 14 до 22 часот. Сега да позборуваме малку за општествената градина Бостание. Има интересно име, комбинација од лубеница и Востание. Зошто баш Бостание е крстено? Бостание е затоа што тука на овој предел каде што се наоѓа сега паркот Лисиче, колку што се сеќавам и јас, затоа што тука живеев во колината, имаше и насади меѓу кои бостан, не само лубеници, туку и диње. Па на некој начин се повикуваме на тоа. Бостан исто така значи бавча на турски, а Востание знаете сите што е. Затоа што со ваквиот начин на градинарење, здружено градинарење, тоа мора да го нагласам, ова е општествена градина, каде што граѓаните на град Скопје можат да градинарат. И има околу 50 градинари во моментов активни на посебни леи, но имаме и заедничка одговорност за целокупниот простор, за да го одржуваме и развиваме. И тоа на некој начин, да речеме, може би не е бунтно да се покаже дека изводливо и малку поинаку да се функционира во градската средина, каде што сме цело време нели под напад на извори на загадување. Тука до нас многу блиску е, за жал, и Врдаиште, но сакаме да демонстрираме дека е можно и поинаку и дека сакаме да биде поинаку и сакаме да ги имаме условите за да можеме да градинариме и при тоа си произведеме самите храна, која што знаеме како е произведена. И браво за ова, Димитар, иницијатива. Да објасниме за гледачите, оние кои што можеби не знаат. Како може, ова е општествена градина. Тоа значи дека секој со претходна пријава може да дојде и да си посади нешто што си сака. Така ли функционира? Токму така, тоа е од потребата што ја имаат граѓаните во градот, затоа што тие немаат сите баш простор каде да градинарат, а сакаат да градинарат. Тоа е убав начин да се поврзат со почвата, со водата и едноставно да се чувствуваат добро, затоа што ќе се посвети човек нешто и кој ќе му роди плод, тоа е убаво доживување. Како се пријавува? Се пријавувате најчесто преку онлайн пријавата, што е достапна преку линк. Исто така тука на самата порта има
QR код што може да се скенира и веднаш ве носи кај пријавата. Ако случајно некој нема пристап до интернет, може да дојде тука да поразговараме, ќе му дадеме отпечатана пријава и се пополни. Од колку до колку часот сте отворени? Секој ден од изгрејсонце до заедисонце, затоа што може да си влегуваат градинарите кога им одговара, кога имаат слободно време. Дали е ова само за жителите од општина Аеродром или може било кој од каде сака? Не, ова се однесува на целиот град Скопје, затоа што и целата градина е основана со поддршка од град Скопје. Всушност, град Скопје е финансирот на основањето на градината, а ние како граѓанска организација Зелената арка го спроведовме тоа и се грижиме уште за развојот на градината. Инаку е ситуирана на територијата на општина Аеродром во рамките на паркот Лисиче. Така што било кој граѓанин на Скопје, ако ги прифаќа, тие имаме околу 25 правила на градинарски ред, тоа е предуслов, и ако се придржува до нив, може да се пријави, кој ќе се ослободи слободна леја, почнува се да градинари тука. Тоа е со плодовите потоа? Плодовите се пред се наменети за лична употреба. Секако не може да очекувате кој знае колкав принос, ова е 3000 метри квадратни се на се, но може да се направи по некоја салатичка, мезе, нешто, да се збогати диетата, особено со производи што знаеме како сме ги одгледале самите. А најразновидни градинарски производи се произведуваат и најчесто кога ќе се собираме вака како за микрофестивалот, тоа заборев и да го нагласам, готвиме. Да, и овој пат ја имаме честа да ни биде на гости шефот Марк и ќе видиме тој што ќе ни приготви од свежите производи во градината. Да. Одлична идеја. Би сакала овие минути последни пред да се одјавиме да ни кажете накусо за вашето здружение Зелената арка, бидејќи сето ова е во организација нели на Зелената арка. Од кога е формирано ова здружение, кој му се цели активност? Зелената арка е од 2007 година формирана. Освен оваа градина, уште неколку имаше, да речеме првата беше краткотрена 2008-2009, да не навлегувам толку во историјата. И полето на делување Зелената арка е заштитата на животната средина, со тоа што ние имаме поспецифичен пристап, одиме низ призмата на пермакултурниот дизајн, а тоа е сет од алатки, дисциплина, интердисциплинарна, има доста други работи што ги поврзува освен животната средина, производството на храна, земјоделството, тука и домувањето, заедниците и обновливите извори на енергија. И целта на пермакултурниот дизајн да направи функционален агроекосистем во кој што луѓето можат да ги задоволат своите потреби за живот и да живеат пристојно, а при тоа да не нанесат толку голема штета на која што сме навикнати сега со доминантната култура да максимално да искористуваме природната околина и да ја уништуваме. При тоа овде се наоѓаме во еден меѓупростор каде што ги наоѓаме решенијата во win-win ситуација. Значи, да придонесуваме и за развој на агробиодиверзитетот, а и луѓето да живеат во здрави и издржливи заедници. Нешто што пропаѓа деновиве и е многу ретко да се најде. Планирате ли можеби на други локации вакви општествени градини? Бидејќи му фали на градот да се... Да, секако му фали. Ова е, како што реков, 3000 метри квадратни, кој ќе се спореди со површината на градот Скопје, исто населеноста. Ова е практично како пилот проект да се покаже дека е можно. За да има некакво влијание, тоаш би требало да зборуваме за хектари и хектари вакви градини во Скопје. Тоа е изводливо. И јас кон тие што можат да повлечат некој потези во таа насока, ги повикувам да овозможат услови за тоа. Секако ние имаме желба, имаме веќе искуство, може да го споделиме тоа и би сакале да никнат вакви градини не само низ Скопје повеќе, туку и низ другите градови. Да. Димитар, благодарам многу за ова линковско вклучување, за тоа што ни овозможивте да се вклучиме во живоот пред општествената градина Бостание. Почитувани сите вие кои што сте од општина Аеродром, ама и низ од цело Скопје, слободно во сабота на 20 септември од 14 до 22 часот повелете овде на микрофестивалот Бостание. Од овде толку, студио Искра, ако имаш уште некое дополнително прашање, ако не, се гледаме. Но прашање само се приклучувам на повикот дека ни се и тоа како потребни повеќе вакви градини, но за сето тоа што се сади да успее потребен ни е и чист воздух. Ти благодарам, Ирена.